Градоначалниче, кој е Герасим Конзулов кој што ја доби довербата на последните локални избори? Може би редовиши не ве знаат, но поголемиот дел од граѓаните од Југоистокот прв пат слушна за Конзулов кој што ја доби довербата од Радовиш. Герасим Конзулов е дипломиран рударски инженер кој од повеќе од 30 години работел во рудникот Бучим, од најмал сменски инженер во работна производна единица флотација, па до раководител на флотација и после банкротот на Бучим 2003-2004 година, во 2005 година беше назначен од приватната компанија Solvay за директор за производство и да ја формира екипата за рестарт на рудникот Бучим. Герасим Конзулов покрај тоа што работел во рудникот Бучим е учесник во многу проекти за потребите на рудникот Бучим, за потребите на Република Македонија, а во овој момент од 2016 година, почетокот, сум во еден проект Mine Service, кој значи утврдување на минералните ресурси за потребите на Европската Унија до 2025 година. И слободно можам да кажам дека рудникот Бучим е еден ко-партнер, работен партнер во овој проект Mine Service и со успех го работиме и истиот проект треба да заврши април 2019 година. Последниот состанок го имавме пред 2 дена во Скопје, во хотел Континентал. Инаку сум спортски работник кој се занимава професионално со фудбал, а и бил председател на борачиот клуб Бучим Јака од 2008 до 2011 година, со кого има за тие 4 години освоено 2 шампионски титули, а најважната титула е во спортскиот центар Јордан Мијалков во Штип, каде во финалето борачкиот клуб Бучим Јака го победи представникот Балканец од Штип. Во каква кондиција ја затекнавте општина Радовиш и кои се оние проекти кои што до крајот на годинава како први ваши чекори ќе бидат преземени за да бидат реализирани? Состојбата фиктивно да е добра. Некои 66 милиони денари постојат на сметката на општината, но имаме многу долгови, околу 37 милиони денари, и секој дневно ми пристигнуваат многу извршни судски решенија кои мора да се платат одма и не знам до каде ќе оди оваа ситуација. Јас сметам лично дека состојбата со финансиите во општина Радовиш нема да биде добра. Од причини што имаме и повеќе од 1 милион евра и кредит земен, кој еден дел од тој кредит е за општината за изградба на еден асфалтен пат од село Подореш до клучката на магистралниот пат во Калугерица. Плюс тоа, на околу 19 милиони денари, општината е гарант за кредит земен од јавното комунално предпријатие Плаваја за промена на цевководи, за питка вода. Тоа е добра инвестиција, во секој случај е поддржана од мене. И од тие причини и во самата кампања јас кажав дека општината ќе биде под целосна ревизија и мораат граѓаните да знаат во каква состојба новиот градоначалник Герасим Конзулов има примено општината. Градоначалниче, по се она што го кажавте дека општина Радовиш се наоѓа во тешка финансиска ситуација. Паралелно овој период кога се крои и се проектира буџетот за 2018-та. Кои ќе бидат оние проекти на кои што фокус ќе даде Конзулов идната година? Фокусот на Конзулов како градоначалник во 2018 година ќе влезат доста проекти од инфраструктурни, бидејќи знаеме дека во општина Радовиш има доста рурални средини, кои треба да ги приближиме со начин на живење приближно како градскиот. Најосновните услови, вода, канализација, осветлување и патишта, кои се во нашата програма ќе бидат сместени во буџетот, во рамката во која буџетот треба реално да се испланира. Бидејќи претходниот градоначалник доколку го реализира својот буџет, 100 милиони денари ќе била општината во минус. Во планираниот буџет
А и мегаломанскиот буџет кој го планирал на повеќе од 10 милиони евра, тоа е нонсенс, кој буџет кој нема услови се до тоа да се направи. Значи, имаме, можам да слободно да кажам дека да деблокиравме инфраструктурен проект кој е финансиран од ИПА фондовите, меѓународен проект во цирка од 6 милиони евра за изградба на пречистителна станица. И самата пречистителна станица најкасно 10 декември ќе биде пуштена во работа. Но за жал ние таму немаме се уште вработени лица кои не се биле на обука, но за жал биле шефови на обука од јавното комунално предпријатие Плаваја, од кој сега не сака ниту еден да биде прв човек на пречистителна станица и да изврши обука на останалите 9 предвидени според систематизацијата на инвеститорот. Сакам да нагласам дека граѓани треба да знаат дека следната седмица ќе примеме 10 вработени. И за крај, не ве прашувам како градоначелник, туку како граѓанин. Каква сакате да ја видите општина Радовиш за 4 години? Јас во мојата кампања децидно кажав дека општина Радовиш пред 20 години беше и пред општина Струмица, и пред општина Штип, кога луѓето се гордеја со општината Радовиш. Во општината Радовиш во последните 4 години воопшто нема ништо, ниту камен на камен ставено. Сакам да споменам дека сакам општина каде ќе се врати достоинството пред се на граѓаните. Сакам општина каде младите ќе им направиме можности да бидат вработени, бидејќи се најавени повеќе инвестиции. Тоа го ветив, ако не можеме да ги вратиме оние граѓани кои масовно ја напуштаја општина Радовиш, барем да ги задржиме овие млади кои имаат перспектива во општина Радовиш под водство на мене како градоначелник, бидејќи тоа им го ветив. Посебно друго не можам што да истакнам, освен да работиме и да створиме подобри услови за општина Радовиш, а воедно јас сакам да истакнам дека урбанистичкиот хаос кој владее во последните 15-16 години и повеќе во општина Радовиш, сакаме да му ставиме црвена линија. До каде ќе оди со градба општина Радовиш, бидејќи најдоброто, најплодното земјиште веќе повеќе од 50% е изградено, и тоа без генерален урбанистички план и без детални урбанистички планови. Значи, многу диви градби се направени, многу хациенти се направени, кои немаат основни услови да бидат вклучени во најосновните системи, урбанистички проекти, системи. Значи, нашата главна цел ќе биде да општината Радовиш добие канализациона мрежа каква се заслужува. Градоначалниче Конзулов, јас ви благодарам на ова интервју. Ви благодарам и вас на телевизија ВИС и на сите гледачи кои ве пратат, и посакувам убав ден, многу здравје и просперитет на нив, на нивни семејства.